Гостин во студиото на телевизија Нова е новиот министер за финансии Кирил Миноски. Добре дојдовте во телевизија Нова. Добар ден. Доаѓате на позицијата министер за финансии во исклучително тешко време, и политичко, но и економско. Кои се вашите планови и очекувања? Морам да кажам најнапред дека изминатава година, можеби временски период и подолг од година дена е исклучително тежок период за Република Македонија. Од проста причина што Република Македонија се соочи со две сериозни кризи. Едната е политичката криза која што се уште не е до крај разрешена, а втората криза е мигрантската криза. Тоа е една од најголемите мигрантски кризи во периодот после Втората светска војна во Европа. Од тој аспект, постоењето на вакви политички кризи имаат и соодветни рефлексии на економската активност и на македонската економија. Дури и поразвиени економии кои што се соочувале со слични состојби имале забавено темпо на раст. Во таа насока последиците почнува да ги дава политичката криза и врз македонската економија со тоа што нашите проекции за економски раст се забавени од 4% на 2,3%. Би сакал да истакнам дека и покрај кризата постојат се уште опрени индикатори кои што даваат оптимизам. Тоа представува зголемувањето на вработеноста за овој временски период за 2,5% во однос на истиот период лани, понатаму зголемувањето на извозот од 14,7%, што главно се должи на активностите во слободните економски зони, и зголемување на индустриската активност од 10,7%. Меѓутоа, тоа не значи дека не ни е неопходно брзо разрешување на политичката криза, пред се имајќи го предвид нејзиното негативно влијание врз економската активност. Од проста причина што неизвестноста влијае на однесувањето и на оние кои што вршат кредитирање и на инвестициите, односно на инвеститорите, меѓутоа исто така и на однесувањето на потрошувачите. Ја споменавте политичката криза, токму како резултат на политичката криза, споменавте дека е намален економскиот раст. Во исто време, оваа недела направивте и корекција на буџетот. Сепак, какви беа приходите на почетокот на годината за да мора да се крати? Кога говориме за ребалансот на буџетот како една активност, треба да се истакне дека тоа е сосема нормална практика која што не се воведува за прв пат во Република Македонија, туку во континуитет се користела од различити влади и речиси секоја година имаме ребаланси на буџетот, односно прилагодување на приходната и расходната страна на буџетот согласно на новонастанатата состојба. Би сакал да истакнам дека во поглед на реализираните приходи, доколку го споредиме овој временски интервал од 2016 година до сега, од почетокот на годината до сега, во однос на претходната година, ние имаме позитивен тренд. Вкупната наплата, односно реализирана наплата е зголемена за околу 4,4%, додека кај даночните приходи имаме раст во апсолутен износ од 6,7%. Меѓутоа, сепак неопходно беше да бидат коригирани проекциите на приходната страна на соодветен начин да бидат намалени и расходите. Опозицијата упати критики дека се кратат капитални инвестиции за сметка на платите и пензиите и непродуктивните трошоци. Каде се крати, а каде се додава? Ребалансот и буџетот се јавно достапни документи. Граѓаните на Република Македонија ќе имаат можност да го видат буџетот кој што ќе биде усвоен од страна на собранието. Во моментот предлог буџетот е доставен до собранието, така да ќе има јавна дебата во која што ќе се дискутираат сите ставки во буџетот. Она што би сакал да истакнам во однос на капиталните расходи, каде што имаме најголеми критики од страна на опозицијата, е дека истите во апсолутен износ остануваат поголеми во однос на 2015 година. Во изминатиот временски период во два наврати имавме најави за определен датум на избори. Закажувањето на изборите подразбира и определен посебен режим во спроведувањето на јавните набавки. Во предизборен период процесот на распишување и спроведување на јавни набавки е прилично отежнат, што влијае на динамиката на можностите на трошење на претходно предвидените средства. Вкупниот износ на средства кои што се наменети за капитални расходи со
ребалансот пред се во однос на одредени инфраструктурни проекти како што представуваат коридорот 10 и гасификацијата, не само што не се намалени, туку се зголемени. Главните кратења се во делот на трошоците за стоки и за услуги. Настојувавме ниту еден проект кој што првично сме го ветиле да не биде прекинат. Сите проекти кои што се ветени од страна на владата на Република Македонија ќе продолжат да се реализираат. Меѓутоа, динамиката на трошењето на средствата мора да биде усогласена со буџетските можности. Значи, капиталните инвестиции нема да настрадаат, напротив, предвидени се повеќе средства за нивна реализација. Во апсолутен износ, средствата во 2016 година ќе бидат поголеми во однос на 2015 година. Ке излезе ли Македонија на странскиот пазар за издавање на еврообврзницата? Се споменува такво нешто, какви се плановите и кога може да очекуваме и колкав износ? Активностите за издавање на еврообврзницата се во напредна фаза. Јас како нов министер за финансии наследев определени активности кои што се спроведувани со поддршка на реномирани странски инвестициски советници. Во моментов се врши сериозно истражување на финансиските пазари со цел да се види кога е најповолниот момент за евентуално издавање на еврообврзницата, како и за износот на еврообврзницата. Се разбира дека најновите случувања поврзани со Брекзитот, референдумот за излегување на Велика Британија од Европската Унија има и соодветна рефлексија на финансиските пазари. Сите овие случувања внимателно ги следиме и согласно на советите на тие инвестицијски советници ќе видиме кој е најповолниот момент за издавање на еврообврзницата. За жал, пропуштена е исклучителна можност некаде во декември 2015 година да се обезбедат дополнителни средства преку издавање на вкупно планираниот износ на еврообврзницата. Тогаш износот кој што се планираше да биде издаден беше 500 милиони евра, меѓутоа од познати причини не постоеше можност да вкупниот износ биде издаден на еврообврзницата да се издаде. Така. Опозицијата силно го критикува евентуалното издавање на еврообврзницата, но и има силни забелешки за издавањето на државни хартии од вредност. Има ли спорно нешто во ова? Државните хартии од вредност, колку што ми е познато, се издаваат од 2004 година. Првата еврообврзница е издадена во 2005 година. Тоа се инструменти кои што се користат за финансирање на дефицитот кој што постои во буџетот. Во досегашниот период опозицијата не критикуваше кога користевме хартии од вредност кои што ги издававме на домашниот пазар, заради тоа што повлекуваме парични средства од банките кои што евентуално би се користеле за кредитирање. Сега кога настојуваме да обезбедиме дополнителни средства на надворешниот пазар преку издавање на еврообврзници, имаме повторно критики. Она што би сакал да го истакнам е дека сите држави кои што имаат дефицит во буџетот мора да го финансираат или преку внатрешно или преку надворешно задолжување. Преку задолжување со еврообврзницата интенцијата е да се обезбедат дополнителни средства кои што ќе обезбедат поголема ликвидност на буџетот. Во најголем дел овие средства ќе значат и ослободување на дополнителни средства во банкарскиот сектор кои што ќе можат наместо да ги користат тие средства за купување на државни хартии од вредност, да ги користат за кредитирање на македонската економија. Има ли светло на крајот од тунелот за македонската економија? Јас како министер за финансии морам да бидам оптимиста. Македонската економија во изминатите 2,5 декади се соочила со бројни предизвици. Тоа што е битно, што сакам да го истакнам е дека ние како Министерство за финансии, како влада на Република Македонија имаме јасен ориентир што сакаме да постигнеме во македонската економија. Наш прв приоритет е создавањето на нови работни места. Во таа насока превземаме бројни активности. Преди неколку дена го најавивме отпочнувањето на втората фаза од проектот Македонија вработува, со кој што преку активни мерки на пазарот на трудот ќе настојуваме да обезбедиме вработување за околу 20.000 луѓе. Понатаму, вториот значаен приоритет за нас како влада се инвестициите. Во насака на поттикнувањето на инвестициите превземаме бројни активности. Познати се активностите кои што владата на Република Македонија ги спроведува во насока на привлекување на странски директни инвестиции, додека за домашните инвеститори она што го правиме е
политиката на ниски даноци, која што подразбира враќање на најголем дел од средствата во економијата, односно во приватниот сектор, понатаму активностите кои што се поврзани со даночните ослободувања на реинвестираната добивка. Третиот значаен столб во нашите политики представува политиката на креирање на поволно деловно обкружување. Деловното обкружување непосредно влијае на растот и развојот на компаниите во Република Македонија. Признанија за политиките во делот на деловното обкружување континуирано добива владата од страна на Светската банка и во наредниот временски период ние ќе ги интензивираме нашите напори во поглед на креирање на обкружување кое што ќе создаде поволни услови за раст и развој на компаниите. Меѓутоа, суштествено за македонската економија е развојот на еден конкурентен приватен сектор кој што ќе има можност да креира производи и услуги кои што имаат повисока додадена вредност, заради тоа што единствено преку извозно ориентирани производи и услуги со повисока додадена вредност имаме можност да отвараме повисоко платени работни места. Повисоко платените работни места ќе значат и повисок животен стандард за граѓаните на Република Македонија. Ги споменавте вашите очекувања и планови. Може ли да сумираме и да им порачаме на граѓаните и на бизнисмените дека можат да бидат спокојни, дека и во вакви кризни времиња и одвнатре, но и однадвор со сите случувања да бидат спокојни дека македонската економија, но и буџетот е во добра кондиција? Буџетот и македонската економија се во добра кондиција, меѓутоа во голема мерка македонската економија зависи од приватниот сектор и од компаниите. Ние како влада, нашата основна економска филозофија е дека приватниот сектор треба да представува основниот двигател на македонската економија, а ние како влада и министерство треба да креираме политики, поволни политики кои што ќе го овозможуваат неговиот раст и развој. Ви благодарам за ова прво телевизиско интервју кој го давате како министер за финансии. Ви благодарам за поканата. Почитувани, го слушнавте интервјуто со новиот министер за финансии Кирил Миновски. Тој изборуваше за актуелните случувања со македонската економија, за корекцијата на буџетот, но и за идните економски планови. Гледате телевизија Нова.